Одиме со третиот дел од нашата тема како да бидеш среќен. Јас не сум жртва под број 1. Под број 2 не постојам за да бидам среќен, туку да го љубам Бога и да му бидам послушен. А тоа едно и друго е исто всушност. Под број 3 постојам за да бидам благослов за другите. Под број 4 Бог не одговара на молитвите, најчесто е тоа случај, затоа што спрема нешто поголемо, нешто поубаво за нас. Под број 5, јас сум таму каде што треба да сум, бидејќи тоа е за моje добро, значи за да се поправам, за да ги согледам грешките и да излезам од таа ситуација и околностите кои што најчесто сам сум си ги створил да бидат такви. Под број 6, мојата вредност ја одредува, односно ја одредена од она што Исус го сторил за мене, а не од она што јас го правам. Исто и тоа беше доста битен, клучен момент, да не забегаме во некој и да го живееме животот според некои световни вреднувања на нештата, и тоа исто така може да, како што читавме од цитатот на Елен Вајт, да ни додаде грижи, да не истошти, да не го исцрпи, да не ги исцрпи животните сили и така натаму. А Господ сака да бидеме среќни и на тој начин да бидеме и вистински сведоци и приказ пред луѓето, за да и тие преку нас можат да бидат осведочени во силината на Божието Слово и предноста да се биде Христов следбеник. И сега одиме на 7-та изјава, или точка. Ова исто така, како пример, ќе го земам примерот со воскресението на Лазар, односно реакцијата овде на Марта и на Марија. Значи, во Јован 11 глава, од 20 до 24 ќе читаме, но прво да истакнам зашто станал збор. Вака гласи изјавата: ако не можам да бидам среќен сега, нема да бидам ни тогаш. Кога и да е тоа тогаш. Да читаме Јован 11 глава од 20 до 24. Штом чу Марта дека доаѓа Исус, значи Исус после неколку дена доаѓа, Лазар веќе 4 дена во гроб. Знаеме претходно одоговлекувал, денеска спомнавме причините зошто. Па дошол, не да дошол касно, него прекасно според некој, нели, 4-тиот ден дури Лазар е во гробот. Му излезе во пресред, значи Марта слушна дека доаѓа Исус, му излегува во пресред, а Марија седеше дома. Тогаш Марта му рече на Исуса. Што му вели? 21 стих. Господи, ако беше тука, не ќе умреше брат ми. Значи, што сака да каже Марта со ова? Божјата моќ, Божјата сила, таму некаде во минатото, нека било и вчера и некни, но сега не е. Да беше тука, брат ми немаше да умре. А Исус и вели, 23 стих го читам, твојот брат ќе воскресне. А Марта што вели се овде? Знам дека ќе воскресне при воскресението во последниот ден. И сега силата, моќта Господова ја става некаде во иднината, и тоа далечна некоја иднина можеби. Па за неја и наистина далечна е. Ние веруваме дека сме многу близу до тој миг, но значи Господ можел некогаш, ќе може и некогаш во иднина, ама сега е немоќен. А што вели Исус? Според стиховите, тоа беа и вовените стихови, денеска од пуката се сјавате кој беа? Јован 11, 25 и 26. 25 стих. Јас сум воскресение и живот, кој верува во мене и да умре ќе живее. Па и името му е, односно, нели, така се изразува во Стариот Завет пред се. Јас сум сега. Не јас, според Марта, Господ бил или Господ ќе биде. И ние некојаш запаѓаме во такви ситуации.
малодушност некоја не фаќа или не знам, затоа што да, веруваме, еве, читаме Библијата како ќе биде, да, било, Господ го отворил Црвеното море, Господ направил вакви чуда. Па Господ го отворил Црвеното море, а не може да ми помогне на мене, нема сила сега да ми се најде во животот. Така на некој начин Марта реагира. Сега, тоа што го правиме ние со Божјата сила, истото го правиме и со среќата, всушност, која станува збор, нели, за среќата сега. А ѓаволот е мајстор да ни ја украде моменталната среќа, сегашноста, да ни ја извлече некако од животот, терајќи не да мислиме дека среќата била таму некогаш во минатото, во бивша Југославија како се живееше, кога ќе се сетиме таму на тие школските денови, не знам, безгрижни денови, вакви, такви, не знам што. Или дека среќата допрва ќе дојде, значи, пример, едва и чекам да завршам факултет, некој ќе каже, да речеме, што е студент. И ќе биде вака, ќе биде така, не знам. Едва чекам да најдам подобра работа потоа, нели, ќе заврши факултет, па ќе се запосли, па се бара некое позгодно место за работа. Едва чекам да се оженам, некој ќе каже. Или кола е. Добро. После едва чекам да се пензионирам. И све нешто едва, а кога ќе дојдете на тој момент ќе си речете, кога ќе се сетам како беше во минатото таму, како што кажав, нели, во школските клупи таму, со школарците, со безгрижен живот, а не сега тука затворен во овој кабинет, не знам, на маса, пред компјутер, пример сега, не дека се однесува само на било каква работа да е. Значи, или некојаш таму ќе биде, или... што со тоа, значи? Значи, вие не можете да уживате во моменталната среќа, во денот, денес што го живеете, вие денес живеете. Што со тоа, ако се надевам на нешто во иднина, или сега се сеќавам, обично муабети идат во правец на тоа, нели сега е економска криза, ваква, таква, знаете, каква немаштија, и тие дури што не го познаваат Тито, сега ќе го бараат, и ќе ја бараат бивша Југославија, така викаат некои, знаете. Сепак тоа беше поинако уредување или, може би ние бевме помлади, па не знам, како што ја кажувам, по-безгрижно живеевме, како и да е. Кога би бил на 20 години, ќе каже некој, или да бев на тие детски години, или така натаму и така натаму. Но, тогаш си се грижал, значи, за иднината, сега мислиш на минатите години, а што е со сегашноста? Ѓаволот ја однел. Значи, ако не можам да бидам среќен сега, нема да бидам ни тогаш. Како што земавме, нели, примерот со Марта, ставајќи ја таа Божја сила и моќ првин во минатото, а потоа надевајќи се на воскресението во далечна иднина, на оној ден кога сите ќе воскреснат. Во прво послание до Тимотеј 6.6, значи прво послание до Тимотеј 6.6, стихот вели: побожноста и е голема печалба, ама што? Кога е здружена со чувство на задоволство. Што значи човек да е задоволен? Задоволен во она во што е. Знаете во кој смисол Павле укажува на стих во Филипјаните 3.14 беше, кај што вели се можам преку Христа кој ми дава сила. Да. Во контекст на тоа, јас се научив, вика, и во немаштија, и во имаштија, сака да каже, значи и кога имам, и кога немам, јас сум задоволен. Тоа е навистина нешто што може да делува на нашата среќа, а не да се надеваме на сега нешто идно, што ќе не усреќи, или пак, кога ќе дојде тој ден, како што кажувам, сега се сеќаваме на минатите денови, како ни беше убаво тогаш, како бевме тогаш среќни. И сегашноста ја нема. А ѓаволот навистина е мајстор тоа да го стори. Да ни ги исцрпи силите, значи, ние денес живееме во сегашната. Значи, од ова се гледа дека среќата има врска со нас самите.
какви сме, а не од околностите или не знам што имаме и поседуваме. Значи, среќата е нашиот карактер, нашите мисли, нашите чувства, како размислуваме, како чувствуваме за некои работи. Тоа е вистинската среќа. Некој може би рекол во контекст на ова што го зборуваме, но добро, па нели ова е спротивно на верувањето дека баш идеален, среќен живот ќе биде оној живот на новата земја. Нели? Да, точно. Но сегашноста е момент кој што треба да се ужива во Божјата милост. Прво Солуњаните 5:18 стихот вели: благодарете за се, зашто тоа е Божја волја за вас во Христа Исуса. Благодарете за се. А за да благодарете, значи, треба да бидете среќни, значи, треба да бидете задоволни со тоа, па благодарете, инаку би јадикувале. Значи, Господ бара и сака сега да биде среќен без оглед на околности, без оглед на ништо друго. Таква ситуација, значи, сте најголемо сведоштво за луѓето околу вас. Да не забораваме уште еднаш да го нагласам тоа, Господ е јас сум. Така се представува. И често пати, заради тоа што ни недостасуваат искуства од денес, ние се сеќаваме можеби на некои искуства од порано, некои ете такви впечатливи моменти, како што читавме во утринските стихови, кои што ни се случиле некогаш, или се надеваме дека ќе се случи нешто во иднина, ете, Светиот Дух ќе се излее, не знам што, но, па дори во контекст на излевањето на Светиот Дух, Елен Вајд вели дека ако ние сега не работиме, ако ние сега не сме во делото Божие и не му служиме според дадените таленти, Господ нема да ни го даде Духот Свети. Духот Свети се дава за да не засили во тоа време кога ќе, значи, во таа гласна вика ќе се проповеда Евангелието во сета сила. Значи, сега е моментот кога ние треба да бидеме поврзани со Бога, а не да се надеваме на некоја идна ситуација. Тоа беше 7, број 7, а под број 8. Јас секојаш ќе бидам среќен ако постапувам праведно. Тоа веќе на некој начин го фативме, ама во смисол, нели, ако го пазиш Божиот закон, ако си му послушен на Бога, од таму доаѓа и среќата како спореден продукт, односно да, како резултат на тоа, а не дека е самата среќа по себе цел. Пословици 29:18, значи, за јас секојаш ќе бидам среќен ако постапувам праведно. Ова е лесно да го разбереме ние, како христијани, но ајде да се задлабочиме малку. Вели, Пословици 29:18, каде нема откровение пророчко, народот се разуздува, а кој го пази законот е блажен, односно среќен. Мојот живот денес, 163 страна. Послушайте овој цитат. Послушноста на Божиот закон не само што е битна за нашето спасение, туку и за нашата среќа во овој живот и за среќата на сите оние со кои што сме животно поврзани. И за овој живот, за нашата среќа, за среќата на оние со кои што сме поврзани. Човечката среќа мора секојаш да биде заштитена со прописите на Божиот закон. Тоа што само во оквирите, да кажам, на Божиот закон, тоа е среќата. Надвор од тоа немате среќа. Во гревот нема среќа. Може да има некој задоволство или некој некој моментален скок на допаминот. Значи не збориме сега за серотонинот, туку за допаминот. Кој што ќе скокне и потоа ќе труснете уште пониско. Законот е ограда која што самиот Бог ја подигнал околу своето лозје. Покорувањето на тој закон ги штити луѓето од секакво зло. За сето она што животот го прави убав и пожелен, ние му ја должиме благодарноста на Бога и тој од нас со право очекува живот на потполна послушност. Прописите на неговиот закон, доколку совесно им се покоруваме, ќе ни донесат среќа во семејниот и во личниот живот. Свеста дека го правиме она што е добро и исправно, донесува мир, спокојство и света радост. Како велиме, најубаво, значи чувство е чиста совест. Мирно спиеш.
Немаше проблем. Чи свеста дека го правите оно што е добро и исправно, донесува мир, спокојство и света радост. Што сакате повеќе? А која е стапица сега тука геолог што знае да ни ја наметне? Па немој баш се како што вика Бог. Па не мора баш така. Може малку поинаку. Па ќе стигнеш ти до целта, ама може малку вака поинаку. Одоколу. Римјаните 14:22. Имаш ли вера? Имај си ја за себе пред Бога. Интересен овој стих. Римјаните 14:22. Имаш ли вера? Имај си ја за себе пред Бога. Блажен е оној, значи среќен е оној кој не се осудува себе си за она што го смета за добро. Што е тоа што не осудува? Како можеме самите себе да се осудуваме? Би били ли среќни во таква состојба? Сигурно дека не. Совеста. Совеста е таа кој што Господ ни е вградил и може би еден од најдобрите докази дека еволуцијата е промашена работа. На еволуционистите поставят им само тако некој прашање. Добро, окей, а од кај, како совеста кај човекот? Нели според еволуционистите, посилниот, појакиот, ќе го смачка послабиот и така обстанува, нели? А совеста? Кај е сега тука совеста? Кој што кажува дека тоа не е во ред и те јаде, те гризате. Нема смисол еволуцијата. Совеста никаде не можете да ја сместите, ако верувате во такво нешто. Значи, совеста е таа што не осудува кога не постапуваме како што треба. 1 Јованово 3 глава 21 и 22. Ова стихови ќе ги прочитам и од Константинов, а вториот превод мислам дека беше ревидираниот, да, ревидираниот. Но првиот од Константинов 3 глава, 1 Јованово 3 глава 21 и 22. Возлюбени, ако срцето не осудува, имаме смелост пред Бога. И што и да го замолиме, примаме од Него, зашто ги пазиме Неговите заповеди и правиме што е благоугодно пред Него. Чи послушност, ништо не те осудува, чиста совест и имаш смелост пред Бога, вели овде. Во ревидираниот превод вели: драги мои, кога имате чиста совест, значи тоа е тоа, кога срцето не те осудува, тоа е чистата совест, можеме да пристапиме пред Бога со увереност. Се што ќе побареме од Него ќе добиеме, ако се држиме до Неговите заповеди и го правиме оно што е во согласност со Неговата волја. Сега проблем е што добро е што ја имаме совест и не е дадена, која што не предупредува кога правиме нешто што не е во ред. Меѓутоа има луѓе кои што во друга крајност може и премногу се осудуваат самите себе и тоа им дава и немири и не може да бидат срекни. Некојаш често пати и за мали ситници. Во ред секој треба да се преиспита самиот со Господа, но некои пак се прашуваат зошто не се срекне, а тоа е често заради постојаното замолчување на совеста. Знаете, ќе направите нешто што и ќе замолчите совеста. Потоа пак. И знаете што се случува така, кога често пати тоа го правите? Што ќе се случи? Ќе се случи она најлошото. Може да она што вели Библијата жигоса на совест, или така мислам дека некако ја нарекуваше, или стврднување на совеста, стврднување на срцето, или хула на Светиот Дух со други збори. Од кај што нема враќање. Значи. И сега се прашуваат луѓето зашто не се срекни. Ѓубрето дома го ставате во врекичка, во канта, ви стои и после го изнесувате, го фрлате надвор во контейнер, па го собирате и го фрлате. Не го ставате под тепих, се еднаш, два пати, три пати, еднаш, два пати, три пати, под тепих и ќе направи проблем. Како? Позади врата, да, у кјош тамо некај, кај што никој не гледа, кај закачалката тамо некај. И кога тоа што ќе направи проблем. Или еве златното правило во Матеј 7:12. Зошто не го дал Господ тоа златно правило? Матеј 7:12. И така, се што сакате да ви прават, луѓето, правете им вие така, зашто тоа е законот и пророците.
И вели Елен Вајт исто во мојот живот денес, 165 страна, истакнувајќи го ова начело, ова златно правило, Спасителот ги прави луѓето срекни. Ако сакате да бидете срекни, почитувајте го правилото, правете им го на луѓето, што сакате тие вам да ви го прават. Тоа правете им го вие. Секако нема да сакате некој да ве лаже, некој да ве краде, да ве измамува и така натаму и така натаму. Значи, Спасителот ги прави луѓето срекни преку ова правило, а не несрекни, затоа што нема друг пат по кој што може да се стигне до среќата. Искористете ја секоја можност да допринесете за среќата на оние кои што се околу вас, сочувствувајќи со нив. Љубезно изговорениот збор, погледот на сочувство и изразот на уважување и разбирање за многу напатени и осамени души може да бидат како чаша ладна вода за жедната душа. Еден убав збор на утеха и охрабрување, еден чин на љубезност во голема мера може да ги олеснат тешките товари кои што се положени на плеките на уморните. Вистинската среќа се наоѓа во несебичното залагање за доброто на другите, а преку тоа, нели, правењето на она што е праведно, држењето на законот, значи, неколку точки така се испреплетуваат на некој начин една со друга. Или она третата точка, мислам, дека беше, нели, јас живеам за да бидам благослов на другите. Тоа некако се вклопува. Значи, затоа што не е лесно да се оди против совест, знаете, вие, а често пати пак ние со нашиот чист живот, ако е таков, им ја бодеме во совеста на другите. Сега треба да изберете, дали сакате од надвор немир, а внатре мир, или пак сакате немир и од надвор и од внатре. Затоа што ако не одите, односно одите контра на совеста, ја загушувате совеста, кога тогаш нема да има мир ни од надвор, ни од внатре. Од внатре секако немате. Совеста не ви дава мир. А вака, постапувајќи според, значи, праведно како што треба, спротивно на мноштвото, затоа што знаеме дека, гледате, следете само во последните години колку само неправди се случуваат и слушате само за такви неправди. Само телевизорот пуштете го и изгледајте едни вести и видите колку неправди има на овој свет. И тоа ќе оди се повеќе и повеќе, оподем. А вие треба да одите во спротивната насока. И сега нема шанси да не се судрите, да немате надворешен судир. Ама, многу е битно мир да имате внатре. Совеста, срцето да не ве осудува. И тогаш и од таму доаѓа и вистинската среќа. И по број 9, ова е интересно, ова ќе го констатираме најнапред, дека е така, со едно прашање првен. Во Новиот Завет, зборовите среќен, односно блажен, најчесто се користи. Како сте забележале вие, во кој контекст највеќе се користат, односно во кој контекст е поврзан највеќе овој блажен зборот, блажен или среќен? Добро, да, блаженството нели има повеќе, меѓутоа највеќе во контекст на што сте ги забележале? Највеќе во контекст со прогонствата. Тоа е во Новиот Завет. Барете ќе видите. Блажен. Ова некако е контрадикторно повторно, но ајде да прочитаме еве стихови во 1 Петрово, 4 глава, 12 до 16. Се за какви прогонства, значи тука треба да разграничиме, какви неприлики. Повторно, значи, вие мора да правите добро, да постапувате според правдата, ако сакате да бидете срекни, и сега тој судир во кој што ќе дојдете со неправедниците, па ќе ве гонат, ќе доживеете прогонства, такви прогонства, но да читаме. 1 Петрово, 4 глава, 12 до 16. Возлюбени мои, не чудете се на огненото испитување што се појави меѓу вас, за да ви искуша како да ви се случува нешто необично. Туку радувајте се дека соучествувате во Христовите страдања, за да можете да се радувате и да се веселите при откровението на неговата слава. Блажени сте, срекни сте, ако ви префрлуваат за Христовото име, зашто тогаш духот на славата и Божиот дух почива врз вас.
дури Духот е со вас и срекни ќе бидете ако ви префрлуваат за Христовото име, вистина според нив тој е похулен, но според вас тој е прославен. Значи така и Господ ќе се прослави преку вас. Имено никој од вас, 15 стих, не страда како убиец, или крадец, или злосторник, или оној кој што се меша во туги работи. А како? Но ако страда како христијанин, да не се срами, туку да го слави Бога со тоа име. Значи, вие можете да пострадате, можете да навлезете во неприлики заради зли дела. Дали крадете, дали убивате, дали се мешите во туги работи. Меѓутоа, тоа не е на слава на Бога. И тогаш со право ќе страдате, но блажен и среќен е оној кој што страда како христијанин, значи го носи името Христово и не се срами при тоа, и така го прославува Божито име. Или 1 Петрова 2 глава, 19 и 20. Зашто тоа е благодат, тоа е среќа, значи. Кога некој страда несправедливо и поднесува маки заради сознанието за Бога. Имено, каква е пофалбата ако трпите кога ве казнуваат за вашите престапи? Нема тука пофалба. Но ако страдате и трпите кога правите добро, тоа е благодат од Бога. Или еве Матеј 5 глава, веќе спомнавме нешто од блаженствата, Матеј 5 глава 10 до 12. Блажени се оние кои што се гонети заради правда, среќни се оние кои што се гонети заради правда, зашто е нивно царството небесно. Блажени сте кога ќе ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гонеа и пророците кои што беа пред вас. Овде станува збор за вистинските пророци. Значи, треба се радуваме кога сме во вакви прогонства, кога зборуваат, говорат лажно против нас и така натаму заради Господа, заради мене, вели тој. И тога сме во добро друштво, во друштво со пророците, кои што претходно исто така беа гонети. Па Господ нека ни помогне. Јас само на крајот би ги повторил сите точки, уште еднаш да се подсетиме и да ги утврдиме. Значи, како да бидеш среќен? Под 1, не сум жртва, никојаш такво нешто на памет да не ни дојде, затоа што може лесно да не турне. Не постојам за да бидам среќен, туку за да му служам на Бога, да му бидам послушен. Под број 3, постојам за да бидам благослов за другите. Под број 4, Бог не одговара најчесто на молитвите заради тоа што спрема нешто поголемо, поубаво за нас. Под број 5, јас сум токму таму каде што треба да сум, значи да не се жалиме за околностите, за ситуацијата во која што сме, бидејќи тоа е за моје добро, за моја поправка. Под број 6, мојата вредност е одредена од она што Исус го сторил за мене, а не од она што јас го правам во животот. Под број 7, ако не можам да бидам среќен сега, нема да бидам ни тогаш. Под број 8, јас секојаш ќе бидам среќен ако постапувам праведно. И под број 9, ако постапувате праведно ќе бидете гонети, но и тогаш бидете среќни. Тоа не поучува Божјето Слово и колку и да е контрадикторно, но човек кога знае дека постапува праведно, кога постапува според Божја волја, твори Божјата волја, а е гонет, знае дека на тој начин го прославува Бога и го има тој внатрешен мир, а со тоа и среќата. Нека Господ ни помогне да бидеме навистина среќни, затоа што Елен Вајд вели дека ние како христијани треба да бидеме најсреќните луѓе на светот. И со тоа да бидеме и големо сведоштво за мнозина. Нека му е слава нему уште еднаш. Амин.